Градоначалнико укасаме доле продолжува да провоцира јавност, да ги провоцира македонците. Неговиот пост на Фейсбук, каде што е прикажан оној албанскиот фудбалер после давањето на голот против Србија, како поздравува со онаа недолична гестикулација, што символизира двоглав орел, што е оценета, проценета, категоризирана на секаде низ Европа како политички некоректна во најмала рака, на ниво на усташкото за дом спремни, на ниво на оној нацистичкиот поздрав, на ниво на многу провокаторски политички гестикулации кои што можат да навредат некој друг народ или да навредат одредена група на луѓе што се нашла во минатото загрозено токму тој символ. Мртов Владен си го постираше на Фейсбук. Градоначалник на град во Македонија, кој што очекува пак да биде реизбран, кој што очекува за него да гласаат македонци, кој што јаде македонски пари, прави кариера во Македонија политичка, бенефитите му се во Македонија, ама јеби ga таа крвна поврзаност и потреба племенска да истакне работи кои што го во најмала рака го провоцираат, ги провоцираат неговите соседи и сограѓаните со кои што живее и во неговиот град, чиј татко е, и пошироко во цела Македонија. Знам да му кажеме срам да ти е, не му е срам, тоа е за него гордост, познати у последно време по изјави, кај што гордо најавува некои нови поделби на Балканот, некоја нова етничка слика, географско-етничка карта на Македонија, кај што Македонија дел од Косово и Албанија, така што не верувам дека ќе му биде срам. Него треба да има државни институции кои што ќе го санкционираат неговото однесување и кои што соодветно ќе реагираат на таквите веќе дегутантни, добро познати појави, изливи на шовинизам, национализам и редантизам и сепаратизам во нашата држава, во нашето општество, пошто преку глава ние да ги гледаме. На македонците им е малце докурчено и понатаму да ги осеќаат на своја кожа тие провокации, особено и по вандалистичките националистички нереди, исто по повод тој фудбалски натпревар помеѓу Србија и Албанија, по победата на Албанија што се случува на улиците на Тетово, кога огромна група на луѓе скандираше мртов каур, добар каур, мртов каур или обратно, или како сакат. Исто така тие според снимките исто така можат лесно да бидат идентификувани и приведени сите до еден. Дали државата ќе реагира, ќе видиме. Важно е уште една порака, многу недвосмислена, со последниот пост на тие социјалните мрежи што го објави градоначалникот укасаме доле. Недвосмислена порака кон македонците дека живеат во град каде не се добре дојдени, каде што се пречка, каде што ќе бидат третирани во иднина во прва згодна прилика или можност, ќе бидат третирани како граѓани од трет ред, од втор ред, веќе се. Недвосмислена порака упатена кон македонците во Тетово и околината, дека во случај на совршена бура во корис на таа кауза великоалбанска, дека буквално тамо ќе бидат воведени апартхејд, каде што македонците во најмала рака ќе бидат протерани од своите
вековни огништа, како што се случуваше 2001 во Рачиново и во некои други места каде што до ден денес никогаш не се вратија. Поука: паметен учи од своите грешки, од поуките, а глупав човек и 100 пати да сгреши и 100 поуки да му ги нацрташ вака пред него, џабе ќе биде све, нема да свати ништо. У таа смисла, државата мора да покаже, да даде брз одговор и особено таквите групи да ги банира, да ги неутрализира нивната појавност, нивното јавно настапување, нивното јавно факторизирање, дали ќе биде тоа на спортски надпревари, дали ќе биде во некои политички кампањи, да им се даде до знаење дека некои работи се забранети да се прават и дека за тоа се одговара. Не верувам дека во некоја друга земја, да кажеме во Хрватска, да кажеме во Швајцарија, да кажеме Шведска, ќе беше дозволено да се собере група на албанци кои што ќе го гестикулираат, кои што јавно ќе го покажуваат тој гест и кои што ќе викаат смрт за Каури или не знам што тамо, некои иредентистички, сепаратистички пораки, како што ние сме сведоци овде 35 години. Шо поише да се каже, за некому да му стане јасно дека треба да реагира под итно. Мене лично ме прашате, после оние изјави што ги даде за време на кампањата, после ова што го постираше, пошто е оно што дозволи да му се случува на улиците после мечот на Србија-Албанија, кога ниту еден од тие не беше приведен, ај тоа помалце добро. Кејф му е, јеби га, многу голем кејф има за Албанија, пошто и син му има добиено повик од албанска репрезентација. Така што и со тоа се изгордеа, но ајде да кажеме, негово право си е тоа. Зашо ќе се горде уврска со син? Но све може да се сведе пак на истото, од каде ги влече сите бенефиции, од каде го јаде левот, која држава го направи него да биде тоа што е. Оти не верувам, утре која Македонија би станала на вистина дел од голема Албанија, дали он би бил и градоначалник на селска Чешма, а не на град некој. Но, тоа си се нивни проекции, и тоа е нивна агенда, и тоа е нивен план, кој што го стварува чекор по чекор, додека сите останати уште не му гледаат на тој процес што се одвива пред нивните очи. Нормално, секој од тие имајки есап, дека таа агенда може и нив да им донесе корист, така што совршено ќе оштети некоја друга држава која што па нив поише им пречи во моментот. Тоа се тие балкански калкулации, што на крај секојаш се завршуваат со големо срање, затоа што секој калкулира за свој интерес, не гледајќи една голема слика, дека едно такво однесување, една таква платформа, одржување на едни такви романтичарски агенди, како што има една Бугарија, една Албанија, дека водат само кон дестабилизација на регионот, не може кон ништо добро да доведат и со ништо добро да резултираат. Тоа е едно. Друга работа, фасциниран сум после она епска оскаровска снимка, би рекол, на лекарот неуролог, кој што беше направен со лата од кокаин и кој што беше спремен да проба и нова доза за да утврди чистота на хероинот и квалитет пред да го купи. Фасциниран бев после таа епска оскаровска снимка. Мислиш, гледаш Скарфейс со Ал Пачино, Тони Монтана. Кога прочитав едно писмо од неговите колеги, од неговата клиника тамо, застанаа во одбрана на својот колега.
После некој пиша на некоја Facebook објава, некоја личност која што е во медицината пиша демека ете, не се сите такви доктори, овие салди што се насочени кон докторот Джанак, дека не се однесуваат на сите. Па јас пиша во таа објава дека точно само што проблемот е што има многу негативни примери веќе во здравството појавени на многу девијантни личности, девијантни однесувања, кои што не се соодветни за здравствени работници, особено не за лекари што дале тамо некоја заклетва, дека ќе бидат во служба на хуманоста, на човештвото, на здравјето на луѓето, а не да го загрозуваат. Веќе премногу имаме негативни примери, така што да не се чудат здравствените работници што јавното мислење во однос на довербата кон нив ќе биде намалено. И тоа, после тој мој одговор на тој пост, кај таа личност од медицината, веднаш како порачано излезе писмото од колегите на овој другираш, лекар, кај што ни застанаа во негова одбрана. Сега да ги прашаш, што браните, бе луѓе? Кого го браните и зошто го браните? Што е битно во ваква ситуација, тој како се покажал како директор на клиниката, што направил, какви нови методи вовел во лечење во тамо во неурологија. Што е тоа важно кога ќе избие еден ваков скандал, чиј главна улога е тој? Не знам уште што да направил, уште 100 пати по толку да направил. Реакцијата во секоја нормална држава треба да биде отказ, оставка од негова страна и тргање од губење на дозвола таа лиценца за таа работа што работи. Можеш да направиш све во животот. Една грешка е доволно да се посереш на се што си направил. Што е тука чудно? Дали е тоа причина вие сега да застанувате пред цела јавност да браните Джанак? Да браните нестабилен, тотално нестабилна личност која што се дрогира, користи психотропни супстанци? Или супстанци базирани на амфетамини, на разни како што нели коката, чија зависност не е ништо помала од онаа на кокаинот и не е ништо од онаа на хероинот и не е ништо помалку опасна. Само што не е халуциногена, нели? Но степенот на опасност исто така многу голем. Тоа е една работа. Втора работа, каков пример ти даваш од позицијата што имаш и како лекар, од професијата и како позицијата што имаш во болницата или клиниката кај што те назначиле за прв човек. Каков пример даваш? Па тоа за тоа така го глумев тоа на првиот клип. Па ти треба да бидеш тој што ќе проценува неуролошки слики, дали се добри кај луѓето, дали не се добри, да испитува, да работи на на подобрување на неуролошка состојба на некои пациенти, дестабилизирана ради овие или оние причини, а не самиот има проблем со неуролошката слика да се чеша ко суманут. Додека се снима видеото. Има ли поголем абсурд ако Алан Форд да читаш, бе? Луда работа. Излегувате јавно да браните Джана кој сака нека е. Кој сака нека е. Што сака нека е. Што демек со тоа му искажувате колегијалност, блискост. Гледате само на негативна осуда кај јавноста, уште повеќе ја иритиравте јавноста со тоа ваше излегување, бар кажете се со имења и презимења. Јас, Станко Станковски, го поддржувам докторот тој и тој во неговиот чин, кој беше момент на, не знам што, на веселје и ушмрка пола тон кокаин. Бар кажете се со име и презиме да знаеме што поддржувате, па да знаеме вие дали имате деца, дали би ви било сеедно утре детето дома ако ви прати некој видеоклип на мобилен како вашето дете со некој дилер
му дава и овој шмрка као некој мравојат, овакво бело црти направени линии од овде до Гевгелија. Имате вие деца, седно ќе ви биде, а? Или некој од вашите керки утре да седне со некој таков ваш колега шмркач и овој да биде првиот што ќе понуди, пошто овака ќе му се допадне, ќе рече цура, ако сакаш доле да се симнеме бело малци, да шмркнем, а? Ајде бе, доктори, вие татковци што сте, еве, мајки, еве, негови колеги, колешки, така да ви се случи со ваша керка. Ваков некој ваш колега да ја натера у веце доле, да шмрка со него кок, да не одиме што друго може да се деси меѓу нив. А? Знаете мене првата идеја што ми е за некој таков? Вака да разберам. Едно од керкиве мои ја терал да шмркаат кока. Не е ова туку, така кажам. Не е сега ќе се правиме силни. Жими све, ќе му ја расцепам главата со бейсбол палка. Најкукавички. И тоа, колку по-кукавички ќе му ја расцепам, толку помера ќе ми биде. Кукавички у смисла додека не ме гледа, додека седи, додека ми е свртен со грб. Најкукавички, најподмолно. Вака со бейсбол палка. Рага! И нема, у таква ситуација нема да имам грижа на совест што тоа било кукавички, подмолно од зад грб или не. Најке ми биде окей. Тоа го браните ви. Таквите луѓе ги браните. Лошите примери. Шилјамот на една елита. Ако може така да се каже. Ете, баш супер, Венко нон-стоп тоа се фали како ви ги покачал платите на 2000 кусур евра. Не е битно што на другиве ништо не им покачале ко биле СДС на власт, битно на вас ви ги покачал. И што треба сега? Да се браните меѓу себе за работи што не се одбранливи? Па ова бе вашево што го направивте со ова писмово на поддршка анонимно кон вашиот колега Джанак. Тоа ни овој нашиот голман репрезентативец столе не може да го одбрани. Тој ќе се откри, рече ова не се брани, ќе се тргне од гол. Вие го браните. Срамота. Срамота, уште еден срам и нанесовте на вашата фела и на вашата професија со тоа писмо за поддршка анонимно или што поише човек да ви каже. Не постоја такви зборови во македонскиот јазик да се опише нашево духовно, ментално духовно тонење како народ. И тоа мора да се спречи на време. Како што мора да се спречат сите, буквално сите девијантни појави кои што оваа држава може да ја дестабилизираат на пократок или на подолг временски рок. И тоа треба да биде итно земено во предвид. Џабе ти да се обидеш да направиш, да имаш план како нешто да направиш ако немаш сокола, ако немаш човечки кадар, human resource што би рекли. Со кој ќе градиш? Со племенски старешини и домородци што уште се гледаат изолирани во чисти држави, етнички чисти држави. И со лекари кои што стануваат джанаци и баш им чуе ако тоа излезе на видело и треба да бидат бранети, одбранети, кои што мисле дека со едно извинување ќе си го измијат, појма немам, гревот, скандалот.
со кримоси, бандити, наркодилери кои што седат рамо до рамо со политичари од не знам високи ешелони на власта. Мора да се свати, шлямот мора да биде исчистен. Или турнат толку на маргините да стане тотално невидлив. Ајде.